Општините годишно губат од 100 до 120 милиони евра поради несоодветно собирање на средствата од сопствените извори на финансирање, изјави денеска министерот за локална самоуправа Златко Перински, одговарајќи на новинарско прашање за тоа кога ќе има целосна децентрализација на општините, особено во делот на финансиите. Тој напомена дека централната власт работи на процесот на дигитализирање на услугите на локално ниво, со цел да се зголеми ефикасноста при наплатата, а со тоа и самото децентрализирање. Денеска започнаа градежните работи со кои ќе се урива стариот објект и ќе се изгради нов модерен објект на градинката Мајски цвет во населбата Тафталиџе 1, информира од општина Карпош. Градоначалникот Стефчо Јакимовски истакна дека по повеќе од 60 години стариот објект, кој бил од дрвена конструкција, ќе се замени со нов еколошки, енергетски ефикасен, а сеизмички отпорен и сместувачки објект за најмалите карпошани по сите европски стандарди. Јакимовски најави изградба на 2 спортски сали во иднина на територијата на општината, со што уште повеќе ќе се придонесе за збогатување на спортскиот живот на младите и сите карпошани. Караванот на општина Центар се гледаме во Маало, денес од 18 часот ќе престојува во дворот на училиштето Песталоци. Како што соопштија од општината, на средбата со граѓаните ќе се разговара за реализираното во изминатите години, но и ќе се собираат идеи и предлози од центарци за нови активности и проекти за наредната година. Синоќа во Газибаба се ловеа загадувачи. Градоначалникот Бобан Стевковски заедно со инспектори и со полиција вршеа контроли на, како што соопштија од општината, критичните локации што биле идентификувани како можни извори на загадување. Им благодарам на граѓаните за будноста и поддршката. Голема благодарност и до полицијата за професионалната соработка. Ќе бидеме присутни на терен се додека има потреба, порача Стевковски. Почна поставувањето на нов асфалт на улицата Кирофетак, важна сообраќајна трансверзала што ги поврзува општините Киселавода, Аеродром, Зелениково и Студеничани со автопатот. Паралелно го прошируваме и мостот, кој во изминатите години важеше за опасна точка каде што се случуваа многу сообраќајни незгоди, изјави градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски и додаде дека овој проект е од исклучителна важност за жителите на повеќе општини, но и за безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во рамките на напорите за подобрување на патната инфраструктура и зголемување на јавната безбедност, општина Чаир наспроти основното училиште Тефејус постави еластични столбови за регулирање на сообраќајот и зголемување на безбедноста на пешаците. Истовремено во близина на џамијата Хатунџик за прв пат беа инсталирани вакви столбови. Ќе се отпочне со градежните активности за целосна реконструкција на коловозот на локалниот пат Бујковци-Мршевци. Заради тоа ќе има изменет сообраќајен режим на локалниот пат Кадино-Мралино, известија од општина Илинден. Со градежните работи, како што објаснија оттаму, комплетно ќе се реконструира патот со поставување на нов асфалтен слој. Во насока на подигнување на свеста кај младата популација за важноста на превентивните прегледи и грижата за здравјето на жените, општина Карпош во соработка со приватната здравствена установа Свети Алексеј организира бесплатен медицински преглед на дојки за жени на возраст од 20 до 30 години. Акцијата е дел од програмата на Карпош за еднакви можности меѓу жените и мажите и за превенција и поддршка на женското здравје, информира од општината. Општина Центар информираше дека продолжува со уредување на јавниот простор и подобрување на условите за рекреација. Во изминативе денови, во дворот на училиштето Јохан Хајнрих Песталоци се поставени нови детски реквизити и нови кошаркарски табли. Во Мало Курило уредено е детското игралиште, а во населбата Пролет се поставени нови табли за баскет, соопшти градоначалникот Горан Герасимовски. Интензивно се работи на поставување фекална канализација во населеното место Кадино, соопштија од општина Илинден. Градоначалникот Александар Георгиевски направи увид во работите и истакна дека оваа мрежа на фекална канализација ќе се поврзе со веќе изградената пречистителна станица во Кадино и ќе ги опфати домаќинствата кои немаат фекална канализација, а се наоѓаат во еден од најниските предели во овој дел од општината.
Општина Ѓорче Петров и Sport Social Solutions потпишаа меморандум за соработка. Градоначалникот Александар Стојковски истакна дека во иднина заеднички ќе се организираат спортски настани, обуки и едукативни работилници со поддршка на младите и маргинализираните групи. Бутел беше домаќин на голем број моторџии кои беа дел од првиот мотособир кој се одржа на паркот Олимписки сон. Одлична забава, многу мотоигри, супер музика и вкусна храна беа заштитен знак на овој мотособир, истакна градоначалникот Дарко Костовски. Општината беше генерален спонзор на овој мотособир. Утре вечер во Кисела вода во салата Расадник ќе настапи еден од водечките светски артисти и продуценти Роџер Санчес. Овој настане во рамки на културното лето 2025 и роден ден на општината, а градоначалникот Орце Ѓорѓиевски посочи дека ова ќе го одбележи денот кој ќе остане запаметен и за кој долго ќе се зборува. Од утре до 28 јуни во киното Фросина во Младинскиот културен центар ќе се одржи 7-то издание на Златна рамка, денови на македонскиот филм, во организација на Друштвото на филмските работници на Македонија. Тридневната ревија ќе понуди богата програма од најновите македонски, кратки, документарни и долгометражни филмови, а влезот за сите проекции е бесплатен. Во рамките на фестивалот Скопско лето, вечер во Драмскиот театар ќе се одржи театарската представа Гидионовиот јазол, додека на програмата во Младинскиот културен центар ќе биде представата Добри луѓе. Во музеј на македонската борба за самостојност пак ќе се одржи пијано рецитал на Горјана Стојановска.